Хелсиншки комитет? На што прво ве асоцира? Човекови права. За човекови права би требало. Па на правда да ви кажам право. Да, не ли така? Тоа е комитет за борба за правата на луѓето. Организација за човекови права. За човекови права. За правда, демек за тие работи, нешто ако е... На што те асоцира Хелсиншки комитет? На што? На еднакост. Мислим, тоа е за човечеви права. На човекови права. На човекови права, борба за човекови права. Хелсиншки комитет на човекови права, да, ќе каже колегата. На правата на луѓето во светот. Кога зборуваме за човекови права, на која невладина Хелсиншки комитет. Кога би имале прекршување на вашите загарантирани човекови права, кај би се вратиле? Па прво до нив зашто се најисцрпни во одговорите и во сите работи, мислам. Поверојатно да. Па мислам во Хелсиншки комитет. Хелсиншкиот комитет во секоја држава, па и во Македонија, постои за да ги констатира прекршувањата на човековите права. Од тој аспект, јас ниту извештајот, ниту активностите на Хелсиншкиот комитет и на другите невладини организации не ги гледам негативно, туку напротив, како еден извор на податоци за тоа во кој дел владата треба да ја коригира својата политика или на кои сегменти треба да посвети посебно внимание. Она што е многу битно е да се споредуваат годишните извештаи на Хелсиншкиот комитет и на другите такви асоциации од година во година и да се констатира дали имаме позитивен тренд или трендот е негативен. Погледајте ги извештаите на Хелсиншкиот комитет на нивната веб страница, ќе забележите реченица дека властите се обидуваат да влеат страв меѓу населението. Извинете, немојте да се навредите, меѓутоа тоа се методи што се применуваа пред 50 на години, можеби и подоцна до распаѓањето на комунизмот, меѓутоа Европската унија не познава такви методи и таков начин на владење, а Хелсиншкиот комитет е високо рангиран и почитуван од Европската унија. Погледнете го денешниот наслов за јавувањето на Хелсиншкиот комитет. Мислам дека вчера на ниту една телевизија не беше спомнато, а денеска на сите насловни страници на весниците го пишува тоа. Тоа значи дека сепак од властите се врши еден голем притисок врз електронските медиуми. Тоа е очигледно. Тоа се... Ама они види, они беа... Како ти кажам, веќе тамо 96-7 некаде веројатно имаше 2000 граѓански организации разни. И они беа навикнати да им се доближуваат на раздојдели. Ние бевме опозиција цело време и кај СДС и кај ВМРО. И ден денес Хелсиншки комитет е опозиција. Мислам, али во рамките на својата дејност. Па, тоа е многу природно, бидејќи Хелсиншкиот комитет успеа да се изгради како една од многу ретките невладини организации која што има еден принцип, а тоа е секогаш се бранат правата на граѓаните во однос на власта, во однос на прекршувањата на власта, односно во однос на пасивноста на власта за одбрана и заштита на правата на граѓаните. И автоматски секоја опозициона партија всушност црпи материјал од работата на Хелсиншкиот комитет во напаѓањето на актуелната власт. Меѓутоа, проблемот е што во моментот кога одредена политичка структура ќе дојде на власт, како да ги заборава елементите за кои што заедно се бореле со комитетот. Хелсиншкиот комитет се појави како потреба во Македонија, бидејќи во годините по осамостојувањето на Македонија се пројави едно големо љубопитство и потреба за концентрација врз човековите права со оглед на искуствата што сите ние ги имавме во претходниот режим, каде што правата беа дозирани, се знаеше колку имаш, колку немаш, нели? Така што
ми е драго што можам да речам дека појавата на Хелсиншкиот комитет се појави како потреба за иницијатива за подобар поглед кон човековите права. И интересно е дека во тоа време 93-та, 94-та година, а може би нешто пред 93-та, не ми се сеќавал точно, се појави еден приличен број иницијативи, луѓе. Имаше иницијатива една во Друштвото на писателите, имаше една иницијатива која што ја почнав пред тоа, уште пред осамостојувањето некаде. Таа заврши доста трагично, како што после ми беше кажано. Сето тоа овие момци го однеле во полиција. Имав јас некое писмо до луѓето со кои разговарав. Они копиите од тоа писмо ги однеле во полиција. После тие истите станаа високи функционери, министри, амбасадори, во владата на Лјупчо Ѓорѓиевски. Па и денеска се некој од нив на власт. Но како било, беше интересно да се каже дека имаше една опасност да залута работата. Меѓутоа се појави тогаш Фрчковски со форумот за човекови права, заедно со Чокревски, и во тој форум ме поканија мене таму, кај што во некој време бев и подпредседател, ми се чини. Меѓутоа форумот се покажа како организационна форма која не може да задоволи тоа што стварноста го бара. Имено форумот беше, како да кажем, еден вид некаков клуб за човекови права, каде во кој се дискутираат работите. И јас не знам точно како се случи, но одеднаш се сјатија од разни страни. Од една страна се појави Грчкиот Хелсиншки комитет со Панајотис, па се појави Красимир Кънев од Бугарскиот Хелсиншки комитет, па се појави Шведскиот Хелсиншки комитет кој понуди финансиска помош. И така, ја не знам, тоа се случи како насор, одеднаш се најдовме собрани едно 30-40 души кои со интерес за формирање на се кристализира идејата дека да се формира Хелсиншки комитет за човекови права. И така тоа почна. Има една мала анекдота од тоа време, од тој Собир првиот, вак масовен што го споменувам, поширок, во кој овој председател на шведскиот Хелсиншки комитет рече: ќе имате проблеми, ќе бидете напаѓани, ќе бидете клеветени и не знам што, а јас кој веројатно бев илузионист, нели, се уште реков, не, ние ќе бидеме луѓе кои ќе се бориме за почит во средината во која ќе живееме, и се покажа дека е тоа невозможно. Така, значи, морам да кажам дека помогнаа во голема мера Шведскиот Хелсиншки комитет, Грчкиот Хелсиншки комитет и Бугарскиот Хелсиншки комитет за формирањето за основањето на Хелсиншкиот комитет. Луѓето кои ме поддржаа во тоа време беше Најчевска, Геровски, Сашо Ордановски, и не знам, веројатно за некој име, Симовска исто така не поддржуваше, она во тоа беше времето кога она не беше министер, мислам, беше во тој институтот. И така тоа беше формирано со многу мала поддршка. Мене подоцна ме прашува, оти тоа беше честа појава во разни други средини, во соседни и слично, дали имате заплашувања, заканувања, нели, овие работи што се непријатно се прават. Јас морам да кажам, јас бев во времето на СДС до 2001 година бев председател на Хелсиншкиот комитет, дека во тоа време никакви заплашувања не си дозволуваа да речат. Иако беше очигледно дека дека Хелсиншкиот комитет не им е многу симпатичен, меѓутоа беа
толеранти, немаше такви, бидејќи после мене или 2001 дојде Најчевска, што не знам, веројатно се сеќавате и вие во времето, Љубе Бошковски држеше јавни говори против Најчевска, викаше, дали, не знам што. Не знам сега што се случува, веројатно. Во тоа време единствено отворени пречки беа некои уличари, би рекол. На улица луѓе ме среќаваа, млади луѓе главно. На улица ме среќаваа и вика, ти си со шиптарите, такви, непристојности, улични појави. И тоа. Во тој период почна многу да се зборува за човековите права како основа на демократијата и во сиот тој ентузијазам на формирање на столбовите на новата демократска држава, значи на држава заснована врз демократски основи, некако како нормално се појави и идејата дека треба да постои и таква невладина организација, таква структура која што ќе биде еден од контролорите на власта, односно таква структура која што ќе се појави како куча лајач или watchdog на се она што се случува во државата и кое што ќе ги регистрира прекршувањата на човековите права и во исто време ќе влие на промоција на подобро практикување на човековите права за кое што тогаш во моментот за прв пат почнуваше отворено да се зборува. Што се однесува до Хелсиншкиот комитет и до мене лично, јас немав никакви колебања за тоа дека албанците треба да ги има и сите малцинствени, треба да ги имаат оние права кои им се стварна потреба. Тоа беше пред се во сферата на образованието и во сфера тамо кај што можеше да се сретнат со дискриминација, нели. Јас тука немав колебања. Интересен беше уште еден момент кој би сакам да го споменам. Медиумите посебно не ги поддржуваа иницијативите на Хелсиншкиот комитет. Медиумите беа скоро непријателски расположени. Сеќавам во Пулс имаше еден кој е покоен сега новинар кој рече ќе дојде Мето Јовановски со неговите полицајци за човекови права. Што беше доста невкусно. Се создаваше една слика дека Македонија е нашата куќа, а вие другите сте кираџи овдека се. До кога ќе ве држиме до тогаш, нели? Такво едно доста карикирано го кажува, меѓутоа не е воопшто далеку од вистината. Ние го Хелсиншкиот комитет тоа го следеше. Јас не можам да ви кажам поединости, бидејќи тоа беше една нон-стоп ситуација во која мораше и да се игра малку, нели, со настапување и отстапување и така. До толку повеќе што во еден момент јас добив и порака лично од Киро Глигоров дека не би требало ова со албанците да се форсира. Всушност Хелсиншкиот комитет почнува да се занимава со малцинската проблематика многу пред да излезат на површина на конфликтен начин барањата на припадниците на албанската етничка заедница. Значи, малцинската проблематика Хелсиншкиот комитет ја третира многу повеќе мултикултурно отколку бикултурно и се концентрира на се она што представуваат индивидуални права на припадниците на малцинствата и се обидува на некаков начин да направи спојка меѓу граѓанскиот модел кој што се гради во Македонија и постоењето на различни етнички заедници, при што
основата ја представува индивидуалноста на човековите права и слободи. Значи, секој настап на Хелсиншкиот комитет, секоја поддршка на барањата на одредена етничка заедница се базира на барањето за остварување на индивидуалните права на припадниците на таа заедница. Заради тоа, во почетокот Хелсиншкиот комитет воопшто не се концентрира само на припадниците на албанската етничка заедница, туку многу работи со ромите, работи со правата на турците, власите, србите. Хелсиншкиот комитет можна објективно и критички ги оценуваше таквите состојби и морам да нагласам и сега, и не само сега, за разлика од другите невладини организации, беше прва организација која го подигна гласот да се решат тие прашања, да се решат тие колективни права, вклучувајќи ги и правата на македонските, на македонската нација, на македонската заедница која живе надвор од Македонија, и во Грција, и во Албанија, и во другите земји. Хелсиншкиот комитет тука покажа една, да кажем, активност, али мощна, стручна, професионална, не политичка, али активност која даде и соодветни резултати. Кога се случи она во Гостивар, кога влезе полицијата, го блокира и кога министерот за внатрешни покажа палец на полицајците и им рече браво заедно со Бранко Црвенковски, јас бев во Брајчино. Меѓутоа од Брајчино отидов во Гостивар. И во Гостивар направив, мислам дека тоа беше најтемелната работа што мислам мене ми направи задоволство бидејќи ја направив целосно. Во Гостивар разговарав со голем број луѓе кои ми раскажаа лично како дошла полицијата, што им правеле, како ги терале да го извади кечето па да го лапне во уста да го држи, како ги тепале, ги навредувале луѓето. Тоа е една ретко грда слика. Тоа беше најдолното паѓање на полицијата, ми се чини што успеала да го постигне. Всушност тогаш отидовме по две линии. Едната линија беше мониторинг и презентирање на сите случаи во кои што идентификуваме преголема употреба на полициската сила со цел да им дадеме материјал на судовите во евентуални случаи кои што би ги воделе за прекомерна употреба на сила, односно да им дадеме материјал на другите невладини организации во адресирањето на таков вид на случај. Другата линија беше линија на комуникација со Министерството за внатрешни работи. Во тој период имаме воспоставено дури и формирање на заедничко тело со Министерството за внатрешни работи, во кое што членуваа представници од Хелсиншкиот комитет и во кое што се обидувавме да најдеме соодветни начини за развој на полицијата која што би одговарала на новите барања, а тоа е почитување и заштита на човековите права како основна улога на полицијата. Освен обзнанувањето на проблемите на случаи на тортура, се обидувавме да влијаеме и врз свеста дека мора да се има нетолерантен пристап и поинаков став спрема овие појави во рамките на самата полиција и да се соочиме со проблемите на солидарност или на неказнување на овие случаи од страна на судството и обвинителството. Тој е проблем кој што не беше важен од почеток и се уште не сме го надминале. Еден од првите случаи на кој што јас лично сум работел, кога бев млад активист во организацијата, беше еден еклатантен случај на злоупотреба, каде што лице беше рането во полициска станица при испрашување и во тоа време полицијата исклучи со службено образложение
дека лицето нема да биде повикано на одговорност, бидејќи бил несреќен случај дека полицискиот службеник го не сакајќи го ранил лицето додека го префрло оружјето во фиока. Тоа беше едно смешно образложение кое денеска веќе не поминува. Значи ние некои степени на култура и на механизми на одговорноста сме ги подигнали на повисоко ниво. Тука Хелсиншкиот комитет не е единствен, но не сме стигнали па ни многу далеку. Ние денови го застапуваме и случајот на Нешковски пред Европскиот суд за човекови права, бидејќи иако можеби пред 25 години немаше да има никаква одговорност, сега имаме одговорност на конкретниот полициски службеник, но ние не сме задоволни и бараме поширока одговорност на државата, бидејќи сме убедени дека таа се обиде да го запоштати овој случај и да утврди кој се друг бил одговорен за случајот, а особено за неговото запашутување во врска со одговорноста, каде што очигледно посегнаа по одговорност кога беа ставени уз зид. Една работа треба да се знае. Хелсиншкиот комитет беше активен. Хелсиншкиот комитет се наметна. Хелсиншкиот комитет дојде на првите страници со некои своји потфати, благодарение на тоа што беше упорен во својот концепт за човековите права. Меѓутоа, од друга страна, што следуваше? Следуваше има два настани кои што се големи, кои што албанците ги иритираа, би рекол. Едното е универзитетот, другото е Гостивар. На ниеден јас присуствував на некои состаноци на кои се албанци, македонци, овие функционери од политиката, од власта, нели? Во ниеден момент немаше разбирање. Глуви беа едни за други. Дури јас сеќавам морам да речам, беа во таков однос во оној хотел долу Континентал се држеше состанокот, да не споменувам имиња, мислам, ни македонци, ни албанци. Ја слушам ова што се случува, пази, викам едно време, викам, слушајте, викам, јас морам да ви кажам дека мене ми е страв пред вас да зборувам. Пази, буквално ова, го реков. Мислам дека беше и најче таму. Уште една лајнка имаше, таа дури дојде, тоа добро го направи, кој знаеш, стварно се стана, не викнаа таму на состанок, не смееш уста да отвориш. Бидејќи од една страна министерот за внатрешни, од друга страна шефот на партијата на албанците. И види, тој, ја не можам да разберам дали толку немаше политичар во Македонија, пази, секој можеше да знае дека секој час може да дојде до конфликт. Тоа не беше тајна. Никако не успеавме да пробиеме со идејата дека во ситуација кога има очигледна неравноправност, во ситуација кога има очигледна продолжителна дискриминација, само прашање на момент е кога тоа ќе избие на виделина и дека доколку не разговараме, доколку не најдеме стратегии за разрешување на проблемот и доколку не најдеме стратегии за поврзување на различните етнички заедници кои што почнаа да се раздвојуваат, многу лесно ќе дојдеме до конфликт. Значи, негдека кон крајот на 2000 година, дури во Хелсиншкиот монитор излезе анализа, студија, која што ја напишавме јас и професорката Виолета Петровска-Бешка, во која што јасно ги образложивме основите на дискриминацијата која што во моментот постојат и предвидовме дека доколку не се случи нешто клучно, доколку не се превземе нешто од страна на власта, дека за месец или два ќе има конфликт. Тогаш во сите медиуми се појавија написи во кои што не нарекуваа црни птици злосутници, дека нема всушност никаков проблем, дека се е во ред, дека албанските политички партии си функционираат многу добро во власта и слично и дека ние создаваме проблем таму кај што го нема.
точно по 3 месеци изби вооружениот конфликт во Република Македонија. Значи, Хелсиншкиот комитет ги насети проблемите, ги идентификуваше проблемите, Хелсиншкиот комитет се обиде да ги постави на дневен ред, не успеа. Кога дојде конфликтот, Хелсиншкиот комитет реагираше многу, би можела да кажам, агресивно дури против несоодветната, несразмерна употреба на сила. Значи, реагираше на употребата на војската, реагираше на атакувањето на цивилното население. Проблемот што го спомнавте, например, со малцинските права, во Македонија за жал не беше квалитативен скок, немавме заради тоа што ние или некои други упатувавме со години на проблемот на правата на етничките малцинства во Македонија. Туку за жал беа унапредени како резултат на конфликтот и тоа што следеше од Охридскиот договор. Денеска имаме сосема друга ситуација. Други етнички групи, за разлика од албанската, трпат сега на некој начин не се во иста мера заштитени како албанската заедница. Уште од почетокот Хелсиншкиот комитет го адресираше прашањето на независноста, на самостојноста на судовите и посебно одделувањето од партиите, односно од партијата која што актуелно се наоѓа на власт. И во почетокот се чинеше дека сме многу позитивно прифатени. Значи, има период кога Хелсиншкиот комитет држи семинари, обуки, дури и со представници, со председатели на апелационите судови, со представници од Врховниот суд. Значи, постои период кога судовите со голем ентузијазам влегуваат во она што представува градење на еден нов облик на судство. Основниот проблем со кој што се соочивме на почетокот беше неразбирањето на промената на улогата на судот. Имено во претходниот систем судот беше насочен заедно со адвокатот и заедно со јавниот обвинител како комплекс да ја откријат вистината. Значи, сега требаше да се помине во систем во кој што адвокатот си има одбрамбена функција, јавниот обвинител се појавува како некој кој што тужи, односно ги штити правата на заедницата, и судот треба да се појави само и единствено во улога на примена на правото, односно примена на законите. И тука почна првиот крах. Всушност, многу тешко беше да се пробие таа нова улога на судот. По известно време, партиите видоа дека е многу корисно да се стави шапа врз судството и во тој момент почна оној процес на назадување, односно партизација на судството, меѓутоа не само на судството, туку на целиот правосуден систем. Значи и јавното обвинителство влезе во тоа и автоматски се создаде еден конгломерат кој што беше упатен кон заштита на политичката структура која што е актуелно на власт. Од аспект на спроведувањето на законите, ние мораме да констатираме оно фактички што е ноторен факт, што е ноторна оценка и од надвор и од надлежните органи внатре, дека ние во судството се уште имаме сериозни проблеми, имаме проблеми на неефикасност, имаме проблеми на корупција, нагласена корупција во судството, имаме проблеми на неквалитетни судски одлуки, имаме случаи на селективна правда, и имаме случаи на се уште за жал монтирани политички судски процеси. Ние денеска во нашата држава имаме, морам да нагласам, се уште политички затвореници врз осава на судска одлука. Ние имавме сериозни забелешки на добар дел од случаите што ги следиме или за кои што ги следеше и јавноста. Например, не бевме задоволни за тоа како во две последователни случаи на судење против Љубе Бошковски беа применети заштитените сведоци. Не сме задоволни од тоа
како е применет овој институт и во случајот во кој што јавноста се заинтересира преку Кежаровски, во случајот во Велес, каде што судија одговараше за примена на и во врска со заштита на заштитен сведок. Кај нас се уште се смета дека полицијата е главна во определување на овој институт. Едноставно, луѓето и целиот систем се уште не е до таму, стигна да свати дека во рамки на постапката, начинот на заштита на сведоци го определува судот и дека тој воопшто не е врзан со една претходна оценка на полицијата. Едноставно, нашиот систем се уште функционира на начин во кој што полицијата е главниот играч кој што ги диктира и судските постапки. И тоа е еден проблем кој што ќе треба подолго време да се надмине и за кој што и самите судии ќе треба да направат напор. Притворот најмногу беше користен од сите власти како облик на политички, како алатка за казнување на политичките неистомисленици. Значи, дури и во случаите кога власта знаеше дека нема доволно елементи за поведување на одредена постапка, дека нема доволно елементи за изведување на судска постапка, тие со употреба на притворот, односно со злоупотреба на притворот и едноставното изрекување на долги периоди на притвор, всушност спроведуваа казнена политика во однос на политичките неистомисленици. Притворот е можеби најчесто дискутиран проблем. Ние имаме и поголеми проблеми од типот на разноразни мерки што на светски план глобално се појавија како алатки со кои што модерните демократии се борат против организираниот криминал и тероризмот, од типот на заштита на сведоци, посебни истражни мерки кои што во исклучителни ситуации модерните држави ги допуштаат слично како и притворот, со цел да се овозможи функционирање на правдата за да ги осудиме криминалците и слично, но проблемот е во тоа што Македонија не изгради култура и вредносен став и кај судовите, и кај другите државни органи и пошироко во општеството, дека треба да се има рестриктивен пристап и треба да се има контролни механизми во примената на овие ограничувања на слободата, на приватноста, не само на осомничените, туку и на други граѓани. Многу пошироко, особено кај прислушкувањето и сличните истражни мерки. Сегашните новини се однесуваат и на замена на мерката притвор со други алтернативни мерки. Тие алтернативни мерки не се применуваат, а за мерката притвор секогаш се припишуваат, ве молам, истите одредби од Закон за кривична постапка. Дека постои бојазно дека ќе напушти територијата, ќе го повтори кривичното дело или ќе врши притисок врз свидетелите. И оно што е проблематично, и кога се изрекува, ве молам, мерка притвор, сепак треба во едно разумно време да се заврши постапката, а не луѓето да бидат долго време во притвор и сега доаѓаме ние до една констатација. Фактички мерката притвор се претвара во казна затвор, иако за казна затвор, ве молам, нема одлука, што значи дека на вистина имавме неколку случаеви такви, во случајот Монстра, случајот Сопот и други случаеви каде што време трајањето на притвор траеше со години. Ве молам, тоа апсолутно недопустиво е. Така да таа мерка, нагласувам, во добар дел на случаеви не се изрекува, се изрекува без потреба, во другите случаеви и кога се изрекува, време трајањето е енормно долго, така да и преку ова мерка се повредува правата на човекот. Правата на децата дефинитивно секогаш беа присутни во извештаите на комитетот и посебно внимание во одреден момент посветивме на она што представува развој на мултикултурното милје за децата. Во тој момент ја развивме идејата за одржување на школи
за човекови права, каде што беа инволвирани млади луѓе од средното образование, 3-та и 4-та година од средното образование, и јас мислам дека над 1000 деца имаат поминато низ тие школи за човекови права, и голем дел од овие деца тогаш, а денеска млади луѓе и помалку млади луѓе се дел од граѓанскиот, невладиниот или сектор или од академската јавност. Вториот начин на кој што се обидовме да делуваме, тоа е заштитата на децата во затворените институции. Многу големо внимание посветивме на интернатите, на местата каде што се сместени деца, на поправните домови и слично. И имавме големи конфронтации со власта заради несоодветното постапување со овие деца. Проблемот на дискриминација не го препознаваме по многу други основи, ако например ако ги земете дури случаите на неистражување на полициска тортура за кој што зборувавме, каде што и Европскиот суд има утврдено повеќе повреди на човековите права од неистражени случаи на тортура на полицијата во Штип наспроти ромите, покажува дека и во тие случаи се работи за своевидна дискриминација. Значи, иако Европскиот суд тоа не успел да ги земе во целина, сите случаи ги гледа еден по еден, кога би ги гледал во од една перспектива на сериозна појава во континуитет, би утврдил веројатно повреда и на начелото на дискриминација. Не очекуваме дека проблемите на дискриминација ќе се решат со закон. Повеќе го сваѓаме како израз начелен или првичен на добра волја да се појде од негде и да се обезбедат некои дополнителни заштитни механизми, бидејќи очигледно е врзано и со проблеми со вредностите системи во општеството, но тука наидуваме на особено со правата на ова маргиналната група на ЛГБТ заедницата, наидуваме на еден пристап на негаторство, дури инет, кој што не е ни толку веројатно заснован врз вредности, колку што е заснован на некоја пресметка да се добијат политички поени врз основа на тие вредностни определби на општеството. Што кажува за власта многу лошо. Значи, наместо власта да ги осоздава услови да ги напредува човековите права на маргиналните групи, таа ги искористува вредностниот систем на општеството, кој што за жал е на понизок стандард од вообичаените стандарди и вредности во европските држави, да добие поени на политички план, наместо да ги унапредува и да биде лидер на некој начин во сферата, таа ги злоупотребува определени, да речем, можеби некојаш и ниски страсти и заблуди за политички поени, што е сериозен проблем. Ние се концентриравме на два елементи. Во тој период, мислам дека и подоцна Хелсиншкиот комитет многу работеше. Прво за состојбата во затворите и во психијатриските болници. Значи, ние отидовме со тврдењето дека нечовечките услови за живење во затворите и во психијатриските болници, отсуството на елементарни услови за екзистенција представуваат облик на тортура. И ние тогаш добивме дури мерни инструменти и слично со кои што можевме да видиме колку затворите и психијатриските болници ги исполнуваат минимум стандардите поставени во рамките на европските држави и Европската Унија, за да видиме дали македонските затвори ги исполнуваат, и таа беше линија, една линија на можна тортура.
Хелсиншкиот комитет на почеток беше можеби само една од алатка за која што низ граѓанскиот сектор беше на нова форма на изразување во за општествените проблеми. Слободата на изразување за жал наместо да се унапредува во последниве 5-10 години, особено од владењето на конкретната политичка елита на власт, доживеа една голема надволна линија. Тоа не значи дека состојбата пред тоа била добра, но ние не очекуваме дека ќе ги вреднуваме работите. Очекуваме во 21 век овие права, слободата на изразување и слично да се унапредуваат, а не да назадуваат. Но генерално не е само проблем на слободата на медиумите, за која што многу се зборува. Туку едноставно проблемот е поширок, бидејќи можеме да кажем слободно дека нема ни стручна дебата. Ние како невладен сектор повеќе години организираме проблеми за овие за кои што зборуваме, за проблемите од судството, полицијата, на кои што веќе не смеат да присуствуваат и не присуствуваат суди и обвинители и се затвараме во една чудна група на мала дружина во оглавном некои експерти и невладен сектор. Од тој аспект проблемот е сериозен. На комитетот и понатаму во главниот фокус му остануваат правата на граѓаните и давањето на бесплатна правна помош и секако следењето на судските постапки кои што во најголемиот дел се оние деликатни случаи кои што имаат политичка заднина. Во моментов за такви случаи комитетот има поднесено 3 апликации до Судот за човекови права во Страсбург, од кои што очекуваме дека ќе има позитивен одговор, односно дека наоѓањата на комитетот ќе бидат прифатени како основани за овој суд. Воедно, она што представува новина во следењето на состојбите е, како резултат на околностите и на растечкиот говор на омраза, се двете платформи кои што ги креираше комитетот и на кои што ги следи случаите на говор на омраза и делата сторени од омраза. Овие две платформи се креирани уште во текот на минатата година и сметавме дека освен таа која што на некој начин ги регистрира случаите и инцидентите сторени од омраза, дека е потребно да постои уште една платформа на кој што ќе се бележат и случаите на говор на омраза, бидејќи се поврзани. Во однос на застрашувањата и нападите на ЛГБТ и заедницата, комитетот во моментов има околу 3 поднесено 3 кривични пријави. Очекуваме дека јавниот обвинител ќе покрене соодветна постапка.